А за следната содржина? За следната содржина, колегата Мартин Николовски во Младинскиот културен центар се промовира една книга на младата Ирена Јурчева. Ќе помине и моќта, оригинално дело, кој што зборува за емоциите, за тајните, но интересно тоа што зборува и за исчезнувањето на моќта. Така што вреди да се прочита, а колегата Мартин Николовски повеќе информации открива во продолжение. Ќе помине и моќта носи силна символика уште во самиот наслов. Што е она што сакате да порачате со него? Една од клучните теми во романот е минливоста. И главниот лик кој што ненадејно добива една необична дарба и живее необичен живот, се соочува и со сознанието дека еден ден тоа ќе помине, ќе се истроши, ќе се употреби. Впрочем, како се што ни е мило и драго, еден ден ќе помине. Исто така дејството се одвива на крајот на 90-тите години и почетокот на 2000-тите години, едно време кое повеќе го нема и со носталгија си присетуваме на него. Инаку би сакала да додадам дека овој роман во издание на 3 е мојот прв роман, инаку 5-та авторска книга и 3-та прозна книга. По преводите на Едгар Алан По и Толкин, колку тие автори влијаеа врз пишувањето на овој роман? Паралелно работев и на романот и на преводите на овие двајца велемајстори и класици и навистина силно ми влијае врз моите авторски текстови. Толкин, познат како градител на митологија на волшебни светови, кој што тоа го правил низ јазикот и изградил еден многу убав кохерентен свет, врз употребувајќи тежината и подлабоко значење на јазикот, многу може да му помогне на писателот да се изразува попрецизно и самиот збор да има повеќе длабочина и значење и богатство. Додека работејќи на расказите на Едгар Алан По, многу научив како попрецизно да изградам атмосфера и во моите текстови. Инаку тој тоа и го правил. Нуркал во длабочините на човечката психа, до најскришните делови и со јазикот тоа многу убаво и вешто и прецизно го изразувал. Главниот лик во книгата Адриан има необичен дар патување низ тишината. Што представува таа тишина во символична смисла? Се раскажува во прво лице еднина, преку еден млад човек, Адриан, кој што раскажува од перспектива на неговите возрастни години, почнувајќи од детството, па преку средношколските и студентските години. Таа дарба што тој поседува, како суперсила, тој е неконвенционален херој, како суперсила продира, понира во човечката душа. Всушност, тишината е човечката душа. Внатрешниот свет, нашите мисли. Тој тоа го поседува како интуиција, како продлабочена свест повеќе од нормалниот човек и секако низ дејството треба да се носи со товарот, со тој што тој дар го дава. Инаку, навистина сакам да напишем еден роман за емпатијата, за сочувството. И таа дарба за која што јас зборувам се темели врз емоциите. Ирена, романот создава мистичен, но и распаднат свет. Дали тоа е одраз на реалноста во која живееме? Светот во овој роман е вкоренет во реалноста, значи таа реалност која што ние ја знаеме, ја живееме и ликовите го живеат тој обичен градски живот. Тоа што е распаднато е тоа што повеќе постои емпатија и сочувство. Така, и за крај на разговорот, на кого најмногу е наменета книгата? Дали на младата публика или на сите оние кои сакаат фантастика со подлабока порака? Би нагласила дека овој роман не припаѓа на жанр фантастика, туку само провејува една метафизичка нишка низ него, што ја користам за да ја испитувам, ја наблюдувам човечката психа. Инаку романот пред се е наменет за возрастни читатели, но доколку постои зрел и млад читател кој што е подготвен да се соочи со прашањата кои што ги отварам, секако е добредојден да ја прочита. Ирена, ви благодарам за разговорот и ви посакуваме успех со вашиот нов роман. Благодарам и вам.